Поради недоволна подготвеност и зрелост за планирање на средствата во клучните сектори, 27 милиони евра од предпристапната помош Брисел реши да ги укине. Македонските медиуми денеска ова го нарекоа први санкции од Европската Унија како одговор на долготрајната политичка криза во земјава и глувоста на политичките актери на постојаните барања од Брисел да се примени се што содржи договорот од Пржино. Европската комисија, според портпаролката Маја Коцијанчиќ, мораше да ја намали предвидената помош за Македонија за 2016 година, но и да не продолжи со друг проект. Влошениот политички контекст е една од причините зошто владата и администрацијата за жал не беа во можност или нема волја да ги исполнат обврските за реформа или да ја покажат потребната подготвеност, да ги планираат потребните реформи или да ги имплементираат фондовите на Европската Унија во овие области. Додека во изјавата од Коцијанчиќ се вели дека влијание на одлуката во Брисел има политичката криза што веќе втора година и се случува на Македонија, владата во Скопје тврди дека одлуката се должи главно на однесувањето на опозицијата, која преку блокада на изборите и институциите и направи штета на Македонија, но и на лошото искуство на Унијата од вложување во инфраструктура во други земји членки, каде трошењето на парите предизвикало многу аларми, поради што се воведени рестрикции, се вели во владиното соопштение. Владеачката ВМРО ДПМН пак во својата реакција е многу поконкретна. Политичката криза во која што Зоран Заев ја втурна Македонија придонесува за одлуки кои им штетат на граѓаните. Тоа е целта на тие кои посакуваат проблеми во Македонија, а бегаат од демократско соочување со народот на избори. Пакетот ИПА-2, европска предпристапна помош за Македонија, изнесува 664 милиони евра во периодот од 2014 до 2016 година, наменети за развој на демократијата и управувањето, за судски реформи и основни права, за екологија, транспорт, општествен развој, земјоделство и регионална соработка. Пред неколку месеци од Брисел беше покренато прашањето за исправноста на трошењето на овие фондови, што внесе сериозна загриженост во агенциите кои ги распределуваат на корисници во Република Македонија.